Внимавајте! Говори Радио Лидер. Време е за утрински ринг. Се враќаме во студиото на Радио Лидер. Гостин ова утро ни е заменик председателот на ВМРО ДПМН Александар. Подпредседател, ние немаме заменици кај нас. Да, Кај вие нас е немате подпредседател, да. како СДС, ама сте само во моментов тројца подпредседатели. Четворица. Четворици. Да. Муцунски. Јас, Владо Миселовски, Тимчо Муцунски и Гордана Димитриевска. Веројатно вие некако сте поделени на сектори. Не. Покриваме сите партијата во секаде на Украина можеме да помогнеме. Јас сум веројатно повидлив во јавно, затоа има таков печат. Николовски, вашата партија беше во на тој конгрес на Европската народна партија, од таму се донесува навистина ригидни заклучоци во однос на Македонија, особено во делот на корупцијата. Дали овие заклучоци ќе станат европска политика на нашата земја или Па, не верувам дека ќе станат заради праксата која што ја имаме во Македонија. Дури оваа влада на СДСМ и ДУИ не очекувам дека ќе се самоубиваат, затоа што ако трнат во една антикорупцијска политика, ќе треба да се утепаат сами себе, така што не мислите очекувам дека дека ќе го прават корупцијата е тоа. единствено нешто што ги држи? Не, ги држат интересот за власт пред се, а корупцијата е синоним за ова владење, но мислам дека после промената на власта со ослободување на судството и обвинителството бројни случаи ќе се отворат. Ајде, одиме со декларацијата Малцек внесе дебата ставови внатре кои што наликуваат на амандманите во Европскиот парламент, кои што се веројатно од ГЕРБ внесени во делот на декларацијата на Европската народна партија, кои што повикуваат на заедничка историја и така натаму. И верували или не, СДСМ 4-5 дена ве обвинува за предавство. Има тука некои работи. Прво, пресконференциите на СДСМ се најдобар доказ на лажни вести. Значи, ако во минатото се боревме со лажни вести кои што произлегуваат од така наречената жолта штампа, од таблоидите, протопортали и така натака, сега извор на лажните вести во државава е владачката партија. Одржуваат серија пресконференции за работа која што не постои. Не знам дали ја немаат прочитано, го немаат прочитано документот или мислат дека луѓето нема да го прочитаат. Значи тоа што го кажуваат на пресконференциите во документот го нема. Како тоа го нема? Па така како што ја немаат прочитано и како што врз база на што го темело тоа што на класични лажни вести. Во однос на тоа што го има, има дел кој што се однесува на состојбите со правосудството во државата. Јас можам и интегрално да го прочитам, го имам тука. Знам дека корупцијата и правосудството, па всушност исто како и американската амбасадорка во Скопје, значи, така и од европската. во слободен превод. Исто така длабоко сме загрижени за злоупотребата на институциите со цел напад врз опозицијските партии. Значи, повторувам, злоупотреба на институции со цел напад врз опозицијските партии, со што се потврдува нашата главна теза дека ВМРО ДПМН е под политички прогон во овие 5 години опозиција. Продолжувам. Злоупотреба на институциите со цел напад на опозицијски партии, групи или поединци. Одговорен систем е оној во кој што судството служи на деполитизирани институции и случаите се судат исклучиво врз основа на мерит систем, а не врз основа на политички интереси на разни интересни групи до власт. Сега, ова за лажниве вести го има во следниот пасус, вика: Ајде. Понатамошни кредибилни чекори мора да бидат преземени во борба со лажните вести и малигното странско влијание во Македонија. Такви чекори мора да вклучат повизибилно присуство на Европската Унија над се, стартувајќи со што поскоро почеток на прва меѓувладина конференција, односно почеток на
преговори на Македонија со Европската Унија. По ова значи дека вие бугарските политички партии сте ги надмудриле. Значи јас ова ви го читам директно од декларацијата. Во однос на делот кој што можеби можеме да го најдеме во пресовите на СДСМ, пишува следно. Ние како ИПП, ова е слободен превод, силно го поддржуваме отворањето на пристапни преговори помеѓу Европската Унија и Република Македонија, вклучувајќи и помирување со минатото на база на европските критериуми и вредности. Ја не знам што има лошо овде. Ние силно веруваме дека добрите меѓусоседски односи се клучни во решавање на прашањата кои што се станати. Формална изјава секој ја дава ваква. Апсолутно. И сега, знаете, продолжувам. Сигурно нема да кажат да не се помирите. Само уште една реченица. Ние предлагаме. Ние високо го цениме и го поздравивме и ја поздравивме одлуката на Европскиот совет од март 2020 година, која што значи одлука за препорака за почеток на пристапни преговори на Македонија. Во исто време жалиме што досега не е определена рамка за преговори, која што би овозможила организирање на првата меѓувладина конференција соодветно на заклучоците на Советот од март 2020 година. Исто така, во тие заклучоци стои дека потребно да се надминат билатералните спорови. Значи се повикуваат на заклучоци од Европската Унија од 2020 година. Може да ги сменат тие заклучоци. Веруваме дека во добра волја може да се имплементираат билатералните договори. Недискриминацијата, почитувањето на човековите права, слободата на говорот се вредности на кои што лежи Европската Унија и истите мора да бидат признаени и од земјите кандидати за членство во Европската Унија. Тоа е тоа. Да, нема нигде дека ние треба на ваков или на онаков начин да го решиме спорот. Тоа се со лажните Бугарија. вести. Еве, лажните вести ги демантиравме со документ. Може би требаше порано да излезе документов, еве, излегува на Радио Лидер. Втора работа. Можеме само да кажеме како се вика документот за да може да го нашите граѓани? Не, тоа е целокупен документ на Европската народна партија во однос на Конгресот. Јас сега го издвоив делот само за Македонија. Добро. Втора работа, наставно од лажните вести. Нас за патриотизам не зборува СДСМ. Значи, не цело СДСМ, врвот на СДСМ да зборува за патриотизам, мислам дека е рамно на перверзија. Значи, Зоран Заев, Ковачевски, Радмила Штининска, Оливер Спасовски и компанија, кој што потпишеа, не, Заев нели му палеше цигара на Ахмет Зачер, кој што потпишеа договор за промена на името на државата, со се промена на устав за да е за веки веков, кој што воведоа двојазичност и кој што потпишеа договор со Бугарија, во кој што пишува дека Македонија и Бугарија имаат заедничка историја, иако сите знаеме дека немаат. Луѓето кои што ги срушија основите на македонската држава и темелот на македонската држава и пред се на македонскиот народ како доминантен во истата, да зборуваа за патриотизам, мислам дека е перверзија, не на рап, туку е перверзија. А вие ги мислам дека подкупувате перверзно интереси. да само да зборува за патриотизам. Ако сака да зборува за патриотизам, има начини, нека се повлечат од договорот со Бугарија, нека кажат дека Преспанскиот договор е ништовен, нека се повлечат од двојазичноста, еве три темели на кои што може да зборува за патриотизам. Се до тогаш треба да молчат и да затворат устата. Знаете, Николовски, во овој момент ние сме во некоја пат позиција со Бугарија, барем пат за Бугарија. Ќе најдат ние во овој момент буквално нели во јуни, сега за колку дена треба да дојде извештајот или меѓувладина? Јас не мислам дека сме во пат, туку Македонија е во класичен мат од 1 август 2017 година, кога Заев и Бојко Борисов го потпишаа договорот од Бугарија. Тоа беше услов кој за добрососедство со Бугарија. Прво, договорот го потпишаа луѓе кои што поим немаат од историја. Се уште не знаат зашто го потпишаа договорот на 1 август. Тие мислеа дека го потпишале договорот на 1 август во очи на 2 август или не. Причината зашто го потпишаа договорот на 1 август за Бугарија е многу символична, затоа што со тој договор
се поништува Бледскиот договор, потпишан 46 година на Блед, исто така на 1 август. На Значи бугарите им символика беше има. многу символично и многу битно да потпишат договор. Да, инаку за Со кој нашите ќе кажам што е слушатели- Бледски договор, Да. со кој што се поништува Бледскиот договор на истиот датум на кој е потпишан. на кој што е потпишан, значи на 1 август. Бледскиот договор е потпишан помеѓу поранешна СФРЈ, во која што Македонија беше конститутивен дел и тогашна Народна Република Бугарија, од страна на двајцата лидери, Јосип Брос Тито Јосип Брос и Тито Ѓорги Димитров. И Ѓорги Димитров. Реков 46-та, не 46-та, 47 година е потпишан. И точно на 70 години од потпишувањето на Бледскиот договор, на истиот датум, најдоја зелен и корумпиран политичар како Зоран Заев, кој што со подпис се согласи да ги поништи придобивките мало кои што појаснување. Македонија и македонците ги добија во Бугарија. Едно Затоа од што- точките во тој договор е Бугарија да се ревидира својата историја во однос на Македонија И не само и тоа. учебниците во кои тврди дека македонците се бугари, дел од Чека, бугарската ама да не нација. забравим, има една друга многу широкограда работа. Тоа е една што од точките на Југославија Бледскиот се договор. откажува од репарација. Да. Со тој договор, затоа што тогаш Југославија се откажува од репарација, се дозволува на македонците во Пиринска Македонија да се изјаснуваат како македонци, да говорат на македонски јазик, да имаат настава на македонски јазик во основно и во средно училиште, да имаат библиотеки и театри. Да. Со тој договор се потврдува она што е претходно направено како чина, тоа е враќање на коските на Гоце Делчев од црквата Света Недела во Софија во црквата Свети Да. Спас во Скопје и со тој договор практично Пиринска Македонија добива автономија. После тоа, од страна на Тодор Живков, после промените во комунистичката партија на Бугарија, работничка секција, тој договор не е поништен, затоа што Бугарија никогаш не имала сила да го поништи договорот, но не е почитуван тој договор, но сепак тој договор е во сила, имајќи предвид дека денешна Бугарија е наследничка на Народна Република Бугарија, а Македонија како конститутивен елемент на Југославија, македонскиот беше еден од трите официјални јазици во поранешна Југославија, е наследник на поранешна Југославија и соодветно на тоа ги презема меѓународните договори кои што Југославија ги потпишуваше. Во такви услови Бледскиот договор беше важечки и се најде зелен и корумпиран политичар како Зоран Заев кој што беше спремен јавно да се понижи и на 1 август да потпише таков договор. Во моментот кога го потпиша тој договор на 1 август, мене лично ми беше јасно дека тоа ќе е почетокот, а не крајот, односно дека Бугарија на тој начин ќе си само ја отвори вратата за понатамошно негирање на Македонија и македонците, затоа што видува дека на оваа страна има проблем. Тоа што 70 години не можеа да го направат, тоа што им беше сон 70 години, го направија со Зоран Заев и СДСМ. Да, но Не само тоа да подсетиме сега, затоа што многу Затоа, не знаат. извинете Ивица, затоа е битно кога луѓе се занимаваат со врвна политика, особено на Балкан, да имаат добри познавања од историја. Иначе не смеат да се занимаваат со политика. историја ест магистра витае. Особено на Балкан. Гласи познатата латинска поговорка, но ќе ве прекинам само со ова, извини Ивица, доколку сакаш да поставиш прашање. Она што ми е клучно мене, барем. Океј. Тоа што е подпишано, реалноста е таа, ние нема да добиеме датум, нема да почнеме преговори со Европската унија, еве на 18 вие имате протест, може тоа ќе вроди со плод, ќе имаме избори, ќе победи ВМРО ДПМН. Што Не ќе може, правите? Сигурно ќе води. Добро се, јас како новинар не можам да преудицирам. Што ќе правите следното утро во однос на европската перспектива и делот со Бугарија? Како ние ќе се вратиме назад од оваа мат позиција? Како повторно да заиграме втора партија шах? Вака, да не се лажеме. Клучниот проблем зашто Македонија не почнува преговори со Европската унија не е Бугарија, туку е Македонија, односно состојбите во Македонија. Јас да ја потсетам јавноста, односно вашите слушатели, а и оние кои што не гледаат, дека пролетта 2018 година, кога Македонија владееше на еуфорија поврзана со Зоран Заев, формираше влада претходната година на 1 јуни, есента 2017 убедливо победи на локални избори, во јануар 2018 стигна првиот предлог на Метјо Нимец и веќе пролетта почна да се загрева атмосфера дека се реши проблемот со Грција, како се реши е друго прашање. Во тие услови, кај огромен дел од населението, постоеше еуфорија дека ќе се реши спорот со Грција, дека Македонија тој јуни 2018
ќе почне преговори со Европската унија и за 4 до 5 години ќе стане членка на Европската унија. Според таа еуфорија ние сега веќе требаше да ги спремаме папките за членство во Европската унија. Јас по цена и на сопствен имидж тогаш и на сопствен рейтинг излегов таа пролет во јавност и решив со јавноста да исподелам информациите кои што стигаат до мене од Брисел. И кажав, прво, дека постои договор помеѓу Дитмир Бушати и Бујар Османи, тогашен министар за надворешни на Албанија и вице-премиер за европски прашања на Македонија. Македонија забави со реформите за да влезе во група со Албанија, односно да тргнат Албанија од групата со Босна и со Косово, кои што практично не се држави. Тоа беше првата работа која што кажав, и втората дека се додека Зоран Заев е на власт, Македонија нема да добие датум за почеток на преговори, макар и 5 пати го решил проблемот со Грција, затоа што европските челници не сакаат да сеат на иста маса со корумпиран политичар. Тоаш ми велеа дека е научна фантастика, еве го 4 и кусур години подоцна, таа научна фантастика за жал е реалност, велам за жал затоа што државата не напредува. Зашто го кажувам ова? Не за да се фалам сам себе, туку затоа што сум убеден дека причината зашто Македонија не почнува преговори е немањето реформи, немањето функционален систем на владење на правото и високото ниво на корупција. Добро, ќе го решиме тоа. Да, Како ќе се справиме со Бугарија? Само ако ми дозволите. Еве сега ти одговорам. Македонија не е блокирана од Данска, Македонија е блокирана од Бугарија. Македонија не ја блокира најсилната или една од најсилните држави членки на Европската унија. Македонија ја блокира најслабата или втората оддолу, зависно со Романија се во мртва трка. Романија сега има напредок, добро. Не, Хрватска е за овие Монте Карло. Значи ние имаме проблем со најслабата земја членка на Европската унија. Доколку во најголемите и најмоćни главни градови на Европската унија се убедени дека Македонија треба да почне преговори со Европската унија, Ивица бил амбасадор, знае тоа како оди. Проблемот ќе го реша за едно предпладне или едно попладне, ќе се истовари еден дипломатски тешкаш, кој што нема да дава изјави, нема ни да знаеме дека отишол таму, ќе направи 4-5 средби, ќе каже тоа што има да каже и нема потреба ни на преспивање да останува во Софија, ќе се врати вечерта дома си вечера со фамилијата и утрената вето нема да има. Како се случи меѓу Словенија и Хрватска? Например, проблемот зошто тоа не се случува е затоа што неколку големи главни градови мислат дека Македонија не заслужува да почне преговори за членство со ова високо ниво на корупција. Значи ние како нова влада мора да се бориме прво со корупцијата, да воспоставиме функционален систем на владење на правото, да направиме реформи и после проблемот со Бугарија нема да е ваков како што е сега. Ивица, сега Макрон ќе ги кани, нели... Не, и тоа е лажна вест, да ве пресечам одма. Мислам... Не, пишува на 23 дека има Европска унија, Западен Балкан. Тоа е комплет друго. Се извинувам вака што ви улета во збор. Има една политика од Бугарија, на која што за жал македонската јавност наседнува. Тоа е контрирана политика на влечење за нос на македонската јавност, каде што намерно создаваат лажни вести. Тоа е тактика, пропаганда, сепак Бугарија за жал е поорганизирана држава од Македонија. Они на Википедија се успеа да сменат. Ги фрлаат тие вести во јавност. Во Македонија јавноста ја голта јадицата и после тоа јавноста и создава проблеми на Македонија. Да, полесно им е да преведат на новинарите да најдат средба помеѓу претседателот Макрон, премиерот Петков и претседателот Радев никогаш нити била на агендата на Франција, нити е планирано. Не, за друго зборував. Ова што го спомнавте на 23-ти е редовен самит на Европската унија и сите земји од Западниот Балкан, што е многу различно од тоа што го кажа што се пренесе во јавноста, тоа е дека ќе има билатерална средба помеѓу Макрон, Петков и Радев. Таква работа нема, тоа е лажна вест. Се очекува дека на оваа средба Макрон ќе она што го лиферува. Сега исто пак не знам, можеби навлегуваме во делот на лажни вести, но се лиферува една информација дека на оваа средба наводно ќе се најде новата рамка на Западен Балкан, односно каква да ќе биде неговата европска иднина. Каква е таа нова рамка? Зборува, тоа што се пишува. Open Балкан ќе го стават во европски рамки и што ќе прават? Тоа што се пишува дека е можно оваа негова идеја која што излезе како европска политичка заедница, односно како европска геостратегиска унија, односно како втора лига. Како втора лига на ЕУ, дека можно е тоа да биде презентирано пред балканските лидери. Тоа е друго. Тоа сигурно ќе биде презентирано. Да. Затоа што сегашниот став на претседателот Макрон и на претседателот на Европската унија Шарл Мишел е дека местото на Македонија е во втора лига. Значи, постои проект на
Франција, кој што председателот Макрон го презентира после завршувањето на председателските Ме избори. реално сме за втора лига, вака кога ќе размислиш како изгледаме како Па држава. треба да се објасниме тука. Значи, председателот Макрон после победата на председателските избори, а во очи на парламентарните избори кои што се случуваат следен викенд во Франција, за разлика од кај нас таму не ги спојуваат, за да нема ефект на брана, односно граѓаните да можат да одлучуваат кој сакаат да им е пратеник, кој сакаат да им е председател, но да се вратам на суштината. Председателот Макрон излезе со идеја која што после само 2 дена ја подржи и председателот на Европската унија Шарл Мишел, а за истата дури и германскиот канцелар, кој што се најмногу за проширување кажа дека е добра идеја за која што вреди да се размислува. Идејата вели дека треба да има две Европи. Европа во прва лига и Европа во втора лига. Во Европа во втора лига би биле Албанија, Македонија, Босна, Црна Гора, за Србија не е сигурно, можеби Србија може на прво место Не, втора лига да биде. може би ќе се извлечат. Молдавија, Украина, Грузија, Азербејџан и така натака. Ќе се согласите, не баш симпатично друштво за Македонија. Поголем проблем од друштвото е тоа што ова Европска втора лига нема да има извршни и финансиски механизми. Ние зошто сакаме влеземе во Европската унија? Заради извршните и финансиски механизми кои што ги има Европската унија. Ова ќе е една лабава форма на сојузување, некоја понапредна форма на Советот на Европа или на ОПСЕ. Македонија е полноправна членка и на Советот на Европа и на ОПСЕ, со ЦЕТА почит, но некоја голема корист од таа работа немаме, затоа што нема извршни механизми во овие две организации. Например, има 14 пресуди на Европскиот суд за човекови права од Страсбург во однос на македонците во Бугарија. Бугарија не применува ни една, не се случува ништо затоа што Советот на Европа нема механизми извршни со кои што може да ја принуди Бугарија да ги истите реализира. Така што за мене поголем проблем од друштвото е што оваа Европска втора лига нема да ги има прерогативите на Европската прва лига, односно на Европската унија. Повеќе ти е клуб за размена на мислења, кој што ќе се состанува еднаш на 6 месеци, отколку што ќе е било каква организација или тип на сојузување. Единствен начин да излеземе од Европската втора лига е да си ја завршиме домашната дома и тоа што за мене најмногу загрижува и ќе застанам тука е што досега од сите врвни политичари во државава само јас и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски јасно сме кажале дека сме против оваа идеја, односно мислиме дека на Македонија не е местото таму. Сите други молчат. Денес и утре во ќе Охрид имаме- се одржува самитот на Отворен Балкан. Ова е важна тема да се отвори. На самитот на Отворен Балкан ќе присуствуваат Еди Рама, Александар Вучич и сите, нели, кои се дел од оваа иницијатива. Рама, Вучич. Да, но тука и Дритана Базович, иако Црна како Гора Босна, не е Црна дел Гора од не е. Отворен Балкан, но тука ќе бидат и американските амбасадори од Скопје, Белград и Тирана, колку што знам. Дали Отворен Балкан е алтернатива некаква за Европската унија? Видете, се што не е Европска унија, за Македонија е проблем. Тоа е прво. Второ, во македонската влада има сериозна дволичност во однос на овие иницијативи. Јас со месеци го прашувам Дуи, еве ќе го искористам и Радио Лидер пак да го прашам, да ми одговорат на едно едноставно прашање. Дали се за Отворен Балкан или се за Косово? Дали се искрени кога се среќаваат со Косовскиот врв или кога нивниот висок функционер и министар за надворешни работи Бујар Османи се гледа со Александар Вучич. И имајќи предвид дека основата на Отворен Балкан е да нема граници и да има слободен проток на стока и на луѓе, што јас мислам дека е добро, би сакал да ги прашам од Дуи да ми одговорат на кој граничен премин помеѓу Србија и Албанија ќе има слободен проток на луѓе и на стока. Кој е граничниот премин на кој што помеѓу Албанија и Србија ќе има слободен проток на стока и на луѓе, Во Косово? имајќи предвид дека Албанија признава независно Косово, а Србија не признава независно Косово. Еве, со месеци ги молам да ми одговорат на овие едноставни прашања. Ивица, ти ја предавам палката во вториот дел од овој интервју, да не биде дека само ја. Мене ме Благодарен. интересира овие надворешно политички прашања, повеќе
Иако ти као бивш амбасадор си А јас за Кавадарци поутрено. зборам сега. Па да, може за Па нема локална зашто политика. Ај. Сепак имаме уредничка слобода, Кавадарци така е што... моја изборна единица и со задоволство. Меѓутоа можам да немам разговарам. детали околу тоа, така што овако Има сега еден огромен проект од КФВ банката и во Кавадарци и во Гевгелија грант, значи успеа градоначалниците да донесат практично пари кои што нема потреба да ги враќаат граѓаните во вкупна вредност од 3,5 милиони евра со кои што треба да се решат голем број инфраструктурни прашања, пред се во делот на канализација, водоводи и улици. 2 милиони се за Кавадарци, милиони и пол се за Гевгелија, така што еве во четвртата изборна единица ќе имаме решавање на сериозни инфраструктурни проекти. Секако добро работат и останатите градоначалници, да не ги бројам се еден по еден. Немој да спомнеш друг град, сигурно ќе ни најдат пак некои Добро, нема, јас сакам да се вратам, само мораме да се вратиме дел од темите. Без разлика на нашето противење, даденост ќе биде за нас. Ако францускиот председател излезе со Европската политичка заедница или Европската геостратегиска унија, ние униlaterално, како единствена земја од Западниот Балкан, не можеме да одбиеме влез или... Не можеме, зашто? Не, никој со сила нас не тера било што... Ама што тоа ни практично ќе значи за нас? Тоа ќе значи дека треба домашно да си ја напишеме, да ги исчистиме криминалциве, да воведиме функционален систем на владење на правото и да направиме реформи и да станеме членка на Европска унија. Да отидеме во прва лига. Точно. Добро, не, затоа што Црна Гора има 33 поглави отворено, 3 има затворено. Србија има 20 отворено, 2 има затворено. Така Па што не мислам и со дека добиен датум- со цела почит кон Србија и кон Црна Гора, не мислам дека нешто се понапред од нас во борба со организиран криминал и корупција и воспоставување на функционален систем на владење на правото. Добро, не, јас мислам Дури дека- има и добра размена, нели, голем дел од овие бандитиве и мафијачиве во Црна Гора и во Србија имаат македонски Не е пасоши, се спорно нели тоа. македонски државјани. Не е спорно. И со тоа. истите патуваат и си ја бркаат работата по Латинска Америка, од кај што тргнуваат бродовите со кокаин, кои што ги убиваат нашите деца по улиците и во Македонија, и во Србија, и во Црна Гора. Така што не гледам дека се многу напред од нас. Не, кокаински врски има и од овдека таму во тој дел од светот. Тоа трите и кажам. Да, меѓутоа не, сакам да кажам, еве завршиме на крај. Што ако сме веќе во таа нова Не, структура, ако продолжи држава вака и ако нема промени, може да и во трета лига ќе не стават. ќе И измислат затоа за е нас, да ги повикам сите што не слушаат, следна сабота на 18 јуни да излезат, да ни се приклучат и да ја срушиме владата на голем народен митинг на кој што очекувам десетици, стотици луѓе се приклучат. Човек плюс ден помалце владење на СДСМ и на ДУИ. Потребно е сите кои што се незадоволни да излезат. Ние сме благодарни на поддршката која што ја добиваме и во средбите кои што ги имаме со граѓаните, и на социјалните мрежи, и вака во јавност која излегуваме на радија и на телевизија, но битно е таа поддршка да се материјализира, а најдобар начин да се материјализира е жителите на Скопје и жителите на градовите и селата од цела Македонија да дојдат пред влада и заеднички да ја срушиме владата. Ако има голема, огромна посетеност, јас се надевам и над 100.000 луѓе, владата ќе падне. Ако луѓето седат Како дома, ќе падне доколку е толку масовно? затоа што влада не може да издржи толкава масовност. Ниједна влада не може да издржи толкава бројка. Ако луѓето седат дома, коментираат на Facebook и се расправаат со телевизорот, кога гледаат вести и се нервираат, нема да направат ништо. Ако излезат и не поддржат, тоа е начинот да се сруши влада. Од опозиција, влада се руши Друг на начин улица нема. и ние затоа излегуваме. дело на за улица. белешките што ги добивавме е околу тоа долгата најава без малку еден месец. Сите што даваат забелешки, што коментираат, нека излезат на 18 да дојдат, да не даваат забелешки, туку да дојдат и заедно да ја срушиме владата. Добро, нетипично беше месец дена подготовка, јасно. Паметни луѓе има многу, ја ги почитувам сите, секој има мислење, на крај работата треба да се заврши, ние мислиме дека треба да се заврши на овој начин, ако некој може подобро, добре дојде, терминот 18 да излеземе сите заедно. Политички и да срушиме е владата. очекувано што вие сакате избори затоа што водите на сите оние анкети. Но политички очекувано е власта да не даде избори затоа што ќе ги изгуби. И тоа дебело. Знаете, Не може, видете, собранието е блокирано. Ако ја блокираме и државата, а со огромна бројка ќе ја блокираме, не може владата да функционира, ќе падне само од себе. А таа веќе не функционира, тоа го заклучивме во смисол дека Сега секој ден по три афери. Сега не функционира за државата, сега функционира за себе. Аха.
со блокирано собрание и блокирана држава од народ нема може да функционира. Нели за ви себе. не достигаше она друштво од викендов сека Али Ахмети на роден ден што отидува? Нели се чувствувавте малку запоставени што Има не отидовте, а добивте покана и така натаму? Со цела морам на шала да ја ствртам, со цела почит према луѓето кои што ете така имаат порок кон цигарите, мислам дека законот против пушењето беше целосно применет на оваа прослава на Дуи затоа што нели на отворено Да. заедно За прв палеше пат. цигара на Али Ахмет. А пред тоа, гледаш кај дојдовме, пред тоа Али Ахмети му палеше цигара на Бранко, а сега дојдовме во една обратна ситуација. Толку краток Исто е, ама период, не а исто, толку да. се смени Не, работи. добро, покажа еден триумфализам кој што е малку чуден, мораме да признаеме. Па сега видите, ова Го влада- накитија цело Скопје, како им дозволија тоа? Пред се влада на Дуи. Да. И е нормално да покажа триумфализам, затоа што со 15 пратеници владеат цела држава. Значи од 120 пратеници имаат 15 Едва пратеници, 10% туку. кое што е некаде 2-13%, ако Добро. сакаме да сме прецизни, со 2-13% ја владеат цела држава. Нормално е тој триумфализам да го покаже. Не, ма видовме ви една работа, се сеќавате кога бевме обвинувани дека во Македонија имало споени биле партијата и државата. Видовме сега за партиска прослава на Дуи, една цела Скопштина беше украсена со македонски знамења на албанската заедница, со партиски знамења на Дуи. Да, Украсена Чаир. од општина Чаир. Значи, Јас сум Сега бил ова на не е- роден ден ова на е СДС, пример на роден ден и на ВМРО, сега искрен ќе бидам. Да. И ВМРО и СДС никогаш не се десило булевари да нема што да украсуваат. морализираме, ова си е влада на Дуи. Што си сакаат, тоа си прават, затоа што за да им врват тендерите во Рек Битола на Вице и Зоран Заев и за да можат да вртат струмичките камиони во Рек Битола, им ја оставија цела власт на Дуи. Ева, нека ме тужа слободно. Сега кои се едни и другиот сум на суд за клевета. Не околу. Ама при крај се процесиве така што да ги Не обновиме. околу тоа. Може да се обнова. Да, вие веќе еднаш коментиравте, меѓутоа сега сакаме тоа нешто јас и Љупчо го негуваме тука. Се сеќавате на изјава на Артан Груби дека во Кичево не сме да победи Македонија затоа што бил воен плен од 2001 година. И само Кажаме Артан на е, двата групи. Али Ахмети кажа Али Ахмети во Гостивар дека македонците не сме да на бират последните граници локални избори кажа дека Дуи не се бори со Алијанса и со Беса, туку се бори со ВМРО ДПМН и дека не смее да се дозволи да се избере градоначалник на ВМРО ДПМН во Кичево, во Дебар и во Гостивар. Да. Во Дебар и во Гостивар тешко да се избере градоначалник предложен од ВМРО ДПМН сега за сега, но во Кичево на следни избори ја ви гарантирам дека ќе има градоначалник од ВМРО ДПМН. А чизмите од таванот господјата се уште за кој што разбравте член на управниот одбор на македонските Тоа рекомуникации. премиерот Ковачевски ќе Илица, дај молим те. Тие имаат чизми на таван, од ВМРО има револвери и ками. Каде што има ВМРО револвери и ками? не- ВМРО 90-та година е формирана како партија. Ама знаеш ли Демократска дека партија, порано во демократска УМС социјална. така се законувале? На Не, тоа е незнанство. тоа тоа се е убава митови, традиција. тоа Да, се митови. Тоа е убава традиција, но тоа е веќе традиција. А овдека ние зборуваме за систем кој што Дуи го руши. Не може таа милитантност да ја наречеме Па дека не, е не, систематска. не ви зборувал Тоа е фолклор повеќе. за милитантност кај Дуи, колку што ви зборувал за злоупотреба на институции, класична злоупотреба на институции, затоа што ја имаат целата власт. Може не повторно коалиција на ВМРО да помане со Дуи? Па не би сакале и ќе направиме се да не направиме коалиција. со Видете Николовски, СДСМ е многу успешна партија. Например, не ни вети автокефалија ни исполни. Па не гледам како СДСМ го исполни тоа. Па они тоа рекоа дека тоа било нивно остварување. Од причина што Од прво Преспанскиот договор президентот. Македонија еве по трите основи битна тема е сакам да го расклинкам тоа што како пропаганда го даваат. Прво, Македонија е секуларна држава каде што извршната власт и верските заедници не се мешаат. Тоа е прво. Второ, во Преспанскиот договор нема ни збор Ни за таква религиските заедници затоа што Македонија е секуларна држава. А и Грција е И секуларна трето, држава. Грција не е. Грција не е. Во Грција православието е државна Религија. религија. И трето, по мене многу значајно, да СДСМ и Ковачевски знаеа за оваа работа, немаше да реагира на начин како што реагира, туку ќе објавеа минимум неколку недели пред да се случи. Разбраја кога разбраја јавноста во медиуми. И тука сакам да му честитам на архиепископот Стефан и на целиот синод на Македонската православна црква, затоа што мајсторски одработија работата позади завеса
без многу галама, без никој да ги знае, и решија деценијски спор на пред се посветен на македонскиот народ, и конечно барем еден од столбовите на оваа држава е стабилен, а тоа е Македонската православна црква. Ви изненади ли начинот на кој што патриархот Порфирий во Скопје и во Белград буквално со ниту еден збор, со ниту еден чекор не покаже надреденост на Српската православна црква на Македонската? Сега замисли у која подредена ситуација сме ние, да треба да се захвалуваме што некој не понижува. Чисто ме Значи, затоа што там други ветри штадуваа. Секој еднаш ќе имаме во црквата промена на реториката. Во црквата си има свој ред, но е факт дека не само српската држава, туку и српското општество во годините наназад учи од сопствените грешки, за разлика од бугарската држава и бугарското општество, кое што оди кон полошо наместо кон подобро. Ние ако историски се навратиме и погледнеме, тогаш е дефинитивно дека македонскиот народ пред се во овој дел на денешна Република Македонија или Вардарска Македонија најмногу има настрадано токму од Србија како држава. Во текот на Кралството Југославија помеѓу двете светски војни од 18.000 жандармерија колку што има Србија, 12.000 се стационирани во Македонија. Задушувани се во станија, прогонувани се луѓе и така натаму. Отворена е пивара. И дополнително на тоа, после Втората светска војна, факт е дека Македонија имаше своја државност, но беше под силна српска доминација во рамки на поранешна Југославија. Од еден таков однос, ние стигнавме да зборуваме во 2022 година дека на сите анкети граѓаните на Македонија сметаат од сите соседи Србија за најблизок сосед, што значи дека се еманципирала и српската држава и српското општество и го промениле односот кон македонската држава, македонското општество и македонскиот народ, и мислам дека тоа треба да е пример кој што треба да следат и останатите соседи. Еден соседи. пријател анкетар вели дека Вучич е нешто испод Мицковски на рейтингот во Скопје, но дека е далеку над Ковачевски, над Заев. Многу се над Ковачевски, над Заев, мислам дека не е тоа лига. Например, председателот Мицковски го води Димитар Ковачевски 5-1 на анкета. Не 5%. Но во однос на Вучич е многу помала разликата. Така што Вучич излезе на избори. Да, но тоа што треба да спомнеме дека имавме малку и невоспитан однос кон него од страна на поранешниот премиер Заев, сеќавате едно време го викаше, што е недозволиво сега во меѓудржавните односи, посебно кога е не, како викаа србите, ничим изазвано, нели? Заев, го знаеме, мислам дека доволно сме го коментирали. Мислите дека Заев денес е небитен како политички непријател? Меѓутоа во куларите се зборува дека тоа е централна личност. Апсолутно е битен затоа што Заев ја води и владата во оној дел кој што Дуим го има оставено. Значи не цела, само делот кој што Дуим го има оставено. Значи го води и делот од владата кој што не е под контрола на Дуи, ја води и само два. Добро, зошто Ковачевски би прифатил нешто така? Ева не го опрашате да поканите тука ја опрашате. Да, ние јавно го покануваме која сака. Добро, ке имаме ние од таа партија. Да, но тој, но сега сама тврда дека Заев веќе минато, дека он име само другар и ништо повеќе. Немам таков впечаток, а информациите не се такви, а мислам дека и представниците на меѓународната заедница го него дела впечатокот, затоа што во моментов тежиштето на моќ во СДСМ и во Македонија е префрлено во Струмица. Повеќе не е ресторанот Вила Парк, затоа што се реновира во моментов. Па сакувам да убаво се реновира. Идеме на отварање. Туку е префрлено во ресторанот Концепт, кој што се наоѓа на така наречениот транзит во Струмица, на транзито. И таму Зоран Заев одржува средби со бројни амбасадори, например. А на дневна основа одржува средби со директорите и со министрите кои што се предложени од СДС. Ако не е така, нека ме демантират. По кафани идат, нели можат у некоја канцеларија? У кафани, еве и вие може да ги видите и да ги спомнете овде. Што одат во Струмица е прашањето, кај приватен граѓанин. И тоа е добро прашање. Тоа е прашањето кое што е вака порелевантно. Разбрав дека ќе имате гости, но сега само добро е да го прашате колку често оди во ресторанот Концепт во Струмица. Концепт. Да. Концепт за памти имет. Ама може и ние некојаш да имаше дискотека Селектор. Има во сега само една љубомора, затоа што не баш сите директори не ги викаат се повикуваат во Струмица, туку само оние кои што според перцепцијата се битни и значајни, така што овие кои што не се повикани се
јако љубоморни. Иначе Чета ресторанот мала али концепт одобрена, така Не беше. е- Мичо Николовски изгледа не го викаат некој време. Јас сум ироничен, но цело време сериозно го гледам разговорот. Ресторанот концепт воопшто не е случајност. Собственикот на ресторанот концепт е човекот кој што ги доби сите Тендери. не, сите мензи, односно бифиња во сите институции кои што се под владата, иначе детски другар на Зоран Заев, и е човекот кој што доби 400.000 евра од Фондот за иновации за нов рецепт за пица. А тој е тој. И е, Како се вика господинот, ако не е тајна? Мислам дека е доволно ова што го кажав. Добро. Може малце и како медиум да Во истражувате. италијанска амбасада ќе се обратиме со И рецептот за пица. на тој начин функционира, така што човекот воопшто не е случајен и седењето на Заев во тој ресторан воопшто не е случајно. Па добро се види ако Види вака така они па без пари си јадат на државна не бе смета. римска пица, гледаш, тоа е интересен концепт. Но Струмичка види, пица. покрај мораме да спомнеме дека низ кулуарите кружи приказка и околу актуелниот премиер, околу Фондот за иновации, околу неговата фирма, како се викаше, Нешто со соларки. Пиксел, се така бави. беше? Да Кој се не занимава со соларни панели, дека и тамо и таа добила грантови од нас иноватори Фондот не за владеат, вие не иновации. разбирате. Тоа не сум го слушнал, но доколку имате такви информации, добро да се споделат со јавноста. Па ги споделивме еднаш, ама ќе треба и со бројки, веројатно тоа да го. Да треба да се истражи И таму. чисто да видиме што се случува и како Па се нели го случува. праша беше Апсолутно, сега да. ти со Јован Деспотовски на Канал 5 требало да искористиш преди. Да, беше околу, ама не, беше околу европската интеграција. Се расправавме околу тоа во на првата меѓувладина конференција преговарачката рамка е усогласена. И Македонија треба да ја прифати европската, и Европа треба да ја прифати македонската. И тука ги врстивме копијата, не го завршиме до крај мовета, меѓувреме провери, вистина е. Значи, од кога ќе се усогласат преговарачките рамки, се трга на првата меѓувладина конференција. Немало до сега ситуација некоја земја Унапред. без усогласена рамка и европска и домашна Еден да коментар влезе само во на темава. да. Во 6 години владење на СДСМ се влезени нови, точно 0 странски инвестиции. Основна причина е Јован Деспотовски, затоа што работи се освен тоа што му е опис и попис на работна задача, а тоа е да носи странски инвестиции во слободните економски зони. Кога сме кај инвестициите и се. сега пак ќе се вратам на Open Balkan. Србија има многу инвестиции и веќе треба работна сила. Нели мислите дека ова Open Balkan е само изговор да ни се земе нас работоспособно население да отиде во Србија да работи? Скопје, Куманово и така натаму. Точно. Веќе има огласи по Скопје, можеби сте ги виделе, може не, каде што се нуди на пример работа за доставувачи на храна и се нуди 1000 евра месечно плата. Во Србија? Да, во Белград. Затоа веќе има огласи во Скопје масовно. Со Open Balkan вие со лична карта ќе Точно, може да работите во и се нуди Србија. работа во Белград за доставувачи на храна со плата од 1000 евра. Да, одна дилема што никако да ја расчистиме. Сеќавате на гордо одбивање на членство на Македонија во Европскиот економски простор од председател Пендаровски. До ден денес, еве, јас правам истражување, Љупчо прави истражување. Не најдовме ни која дал понудата, дали ја дојде на понудата, имало ли понуда, што се случувало, како се случувало. Важно ние одбив. А вам не треба да ви објаснам што значи. Според мене, во оваа кратка историја на независна Македонија, Стево Пендаровски е најголемата лажна вест и најголемата фасада без суштина која што се појавила како политичка фигура во Македонија. Значи, еден тотално празен тип, кој што нема никаква лична наобразба, нема никаква лична култура, оговара кој стигне, каде стигне, нема никакво образование, нема никаков однос, но добро се чешла, носи дебели наочари за да изгледа поинтелигентно и има еден круг од десетина новинари кои што го креваат во јавност и успеа таа фасада да стигне до председател на државата, што е трагедија за Македонија. Убедливо, значи најбезличниот и најнеспособен и празен лик во историја на држава е Стево Пендаровски. И да се За него да. Зоран Заев е величина. Ева каде ги И да се споредам. вратиме на европскиот економски простор воопшто, имало ли понуда? Па после сите атрибути што ви кажав за Стево, мислам дека е јасно се. Ова беше тема на оној Иначе 90% од времето го поминува со повикување на новинари, професори, лица од политиката, јавниот живот и така натака, на кои што ги оговара останатите кои што не се присутни тука. Значи главно му се сведува политичката активност на оговарање како постенна лапача, да не употребам друг збор, и главно активностите
ги сведува на тоа. Најмногу ги одговара представниците на неговата политичка партија. Најоговарани се Зоран Заев и Димитар Ковачевски. Нели беше с Да, независни? Ивица, нека да отидеме да оговараме с човекот. Блиску се и Оливер Спасовски и Венко Филипче. Оговара и многу други, така што на вака спорт му е оговарање со прилично сочни зборови во стилот на Талат Джафери, кој што ми е срам да ја кажам во Ја е ова многу интервју. многу разочаран што нас Ивица не викнал Пендаровски да оговараме заедно. Навистина ми е многу жал што не сме се Добра, ама заслужили ние да ги сме чуеме познати тие по тоа, зборови. пари. Да, ама ние ќе му речеме дека е срамота. Да. Во однос на оваа тема Бранко Црвенковски исто зборуваше на оној негов настан. Николовски, вие во политика имате влезено баш во времењата Бранко која владееше нели со Македонија, бевте опозиција, па после од позиција на власт постојано го критикувавте Црвенковски. Како ќе го прокоментирате ова што се од СДСМ малтене ВМРО-ец го направија Бранко? Една таква пропаганда агресивна против Бранко го направија, како да е продолжена рака на вашата партија и да соработувате? Сте се видели ли со Црвенковски? Немам високо мислење за Црвенковски, најголем дел од трагедиите на оваа држава со негово време. Пред се мислам на сиромаштијата и на транзицијата. Но сепак не може да се споредува со овие на ниеден начин. По ниеден основ. Така што мислам дека е неспоредлив со оваа структура во СДСМ, иначе немаме контакт. Во јавност Јас проследивте тоа што го политички сум бил учесник во 3 процеси кои што се поврзани Со Бранко. со Црвенковски. Прво, тоаш као средношколец во 2002 година ги направив првите протести против Црвенковски во период помеѓу фамозниот 15 септември на кој што победи и 1 ноември кога ја формираше владата, значи беше само мандатар, не беше се уште станат премиер. Јас организирав 2 протести на 9 и на 23 октомври. Понатака бев активен учесник во практично детронизирањето на Црвенковски со тоа што избега во претседателската функција во 2004 година и финално во 2013 година, кога буквално го прегазивме на избори и после кој што политички се пензионираше. 11. Не, 13. 13-та го победивме на парламентарни, На локалните мислите. со солидна разлика, Јасно. а 13-та на локални буквално го прегазивме. Добро, ама не, веројатно Освои сега само 5 општини. Ја слушнавте веројатно на тие локални. Ви дојде вака мотив да го браните од СДСМ Бранко, Не, тоа се внатрешни работи, таму има неколку фракции, едната е секако негова, втората на Заев, третата е на Штиринска, така што они се сјадат меѓу Го себе. нарекоа некои наши колеги Кисинџер. И Мислам дека е смешно. Не, Кисинџер го нарекоа Заев, да, Заев го Добро. нарекоа Го видов тоа, да. Да. И Черчил и Кисинџер заедно. Да, Черчил и Кисинџер заедно. да пладне Черчил после Кисинџер, веројатно на тоа мисли. И кога се разбуди утро. Кога се Не, да, добро, ајде, имаме уште 10 минути од Да. нашава емисија, да се вратиме на нашата домашна политика. Една тема која што се отвара е изборниот законник. ВМРО ДПМН не влезе во таа приказна. Не сме дел од работната група. Од Добро, причина што кој е кажавме дел од дека работната група? Еве, вчера Не ни беше знам. професорот Јован Пејовски. Социјалистичка не е, вие не сте. протестира. Да, и социјалистичка не е. Значи, ние кажавме дека нема да разговараме по однос на реформите во изборниот законник, се додека не договориме датум за предвремени парламентарни избори. После тоа може да разговараме, иначе во минатото точно не сме разговарале. Јас сум ги водел преговорите од наша страна, но се додека не договориме датум за предвремени парламентарни избори, не се договориме да разговараме за изборен законник. Минува ми несериозно. Прво викаат имаме работна Ама не, група, зашто две кажа- партии, се ВМРО е втора најголема партија, Кажа- социјалистичка нема. Не, ВМРО е прва најголема партија, затоа што имаме најмногу пратеници и најмногу граначалници. Да. Не, без разлика сакаш да каже прва најголема после ВМРО ДПМН во коалицијата е социјалистичка Социјалистичка, партија. двете најголеми, И значи сега во не, опозиција партии. коментарот не беше нели од можеби од изборна формула зависи Мислам дека нивни и настап. Левица не се, не знам Не ги кој е. викнале. Овакво. Со Левица треба да провериме дали и тие се викнати. Мислам дека Гарантно никој се. не. Може Тупанчевски сам си е во работната група, па што, најубаво. Што ќе ги прашува? Сам работна група, он и секретарката. Веројатно така нешто сега се подразбира работна група. Беше на вакви такмисава со Гибралтар? Не знам, тоа не го следиме во однос на... Добро, интересно вака, нели предавате корупција,
Не, ова ми мене чудно. А се наоѓаат чисто коментар. Јас и тогаш скоментирав. Дај Боже, најголемиот скандал на оваа власт да беше одењето на фудбалски надпревар. Мислам дека ќе светаше државава. И мислам дека е дури и проблем за јавноста што троши толку внимание на релативно мала корупција, затоа што ова е релативно мала корупција во исто време кога например не троши внимание на тоа што фирмата Марковски од Битола во период пред и после Нова година доби во 4 очи тендери во вкупна вредност од 28 милиони евра. Во историја на државава не се случило да 28 милиони евра бидат дадени во 4 очи. Значи, ваму зборуваме... А зашто се дадени? Не, за копање во рек Битола. Значи, Ти знаеш за кој се Марковски? Не. Тоа се рекордерите 27 сати во едно денонокие Точно. и има копано камион Точно. од 24 сати. не сме. Точно, Па точно. тоа се го имаат победено законот не на сме. релативност на најше. Не сме, таму треба казна за... Иначе собственикот на компанијата е пошто сум конзул на Белорусија во Македонија. И мене, например, ми смета тоа што за ова скоро и да не се зборува во јавноста, а се зборува за одење на фудбалски натпревар на министер, што не го оправдувам, Да. што не мислам дека е добро, но фудбалски натпревар е веројатно 1000-2000 евра, што повторно Ова се милиони мислам и дека е сериозна сума, а овде зборуваме за 28 милиони евра. Вака за слика да имат граѓаните, со 28 милиони евра, заедно Битола и Прилеп можат со злато да се поплочат и да се најубави места за живење Не, во ма држава. знаете од каде е тоа? Тоа е една македонска логика што е исправна, што имаме во нашата... Човек на малку го познаваш, нели? На малку, но за жалка Тој што овие на малку го познаваш, крупното на 28 кад и стигне, големото е многу. Во однос на тоа, уште една системска корупција која што забележавме, која што не помина премногу прославено. Се сеќавате дека директорката на агенцијата, на Академијата за суди и обвинители пред некој ден бранеше непотизам. Не знам дали ја фативте таа изјава. Рече директорката дека подобро било Не, дека дека- не било толку трагично, тоа што Што- ако биле деца на суди не значело без работа дека треба половина да од кандидатите се деца на суди и обвинители, таа вели Значи, дека системот не во може да им забраниме. Македонија кој што го воспоставија СДСМ и ДУИ е комбинација од три работи. Корупција, контрола врз медиуми и контрола врз судство и обвинителство. Медиумите им треба за што помалку се зборува за корупцијата, а судството и обвинителството им треба да ги штити нив, а да ги напаѓа политичките противници. Во такви услови изборот мора да е во најтесниот круг за да се има доерба по класичен мафијашки принцип. Пред да влезете во студиото се спречкавме со Ивица во однос на ова со Лавров што му забранија да лета. Нели Македонија одлучи дека авионот на Руската Федерација не смее да прелета низ наша територија и да отиде во Србија на таа посета која беше откажана. Од Русија ни се заканија нешто. Ќе преземеле некакви мерки. Каков е вашиот коментар и став како партија? Немаме информација, од влада не имаат информирано врз основа на што се темели таа одлука, но Македонија е земја членка на НАТО и во таа насока сите одлуки кои што ги носи НАТО алијансата треба да бидат испочитувани. Македонија воведе санкции кон Русија, јас тоа го поддржувам и мислам дека тоа што го прави Русија во Украина не може да биде оправдано на ниеден начин. Но сакам за една друга да се тоа низ призма на нашава домашна тема. Значи без разлика имаме руска инвазија врз Украина што го возбуди целиот свет. Предпоставам дека оваа држава како секоја можна држава има војска, има полиција, има разузнавање, има председател, има премиер. Дали како ВМРО ДПМН сте добиле барем еден телефонски повик? Не. Дали сте добиле понуда да речеме да ви пратат професионалци од овие служби да ви избрифираат? За што станува збор? Не, има три дела. Ајде. Службите и Агенција за разузнавање и АНБ работат исклучиво во корист на СДСМ и на ДУИ. Тие се партиски испостави на... Значи, Ама не и во да корист на работат, државата. пак треба да ви информираат. Па не може така работа за СДСМ и ДУИ. Премиерот гледате дека не сака комуникација со нас, па мора да го решиме од улица, а председателот договарање нема време да не повара. Не сакам, вие сте политолог, сигурно добро знаете. Кратко и едноставно Не, ви не, одговорив. како политолог знаете во секоја земја што има организирана парламентарна опозиција, лидерот на опозицијата го можен премиер
и неговите соработници се брифираат од службите. Македонија е далеку од нормална парламентарна демокрација. Значи нема ниту еден телефонски повик. Бомби паѓаа вамо. Ништо. Не знаеме Славјанка војна им објави. Ништо. Брда знаевме да се Бугарија нема спремаме. газ, ние веројатно ќе имаме, не знаеме што. И за преговорите со Бугарија и за другите безбедностни За прашања нема ништо. ништо. Значи дури ни струшиве служби да ви ги Не, пратат да не, ви избрифираат. не. А во однос Министерството за надворешни работи да речеме кога Не. имате странски гости праќаат тези за разговор? Мислам, можете уште 10 прашања во овој контекст да ми поставите, на сите исти одговорот нема. Не, затоа и ги поставам за слушателите. Не, за едноставно да сватат слушателите, нема ни еден тип на комуникација, ни институционална, ни воинституционална, ни формална, ни неформална со власт. Николовски сега ќе прават ново тарифирање на струјата, ќе има во 3 групи. Тоа усобрание треба да помине или така ќе се го донесат? Дозволите да завршам мислата. За прв пат во историјата на Македонија или за прв пат откако јас сум во ВМРО-ДПМН, а тоа од 2004 година навака, нема никаква комуникација помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ. Никаква, на ниту едно ниво. Никаква. Секогаш во минатото, формално, неформално, официјално, полуофицијално, неофицијално имало комуникација, што според мене е добро, ние сме две најголеми македонски партии. Брз список на членови да споредите некој да не имаме и таму. Не тоа, зборуваме за канална комуникација за најосновни. Но прв пат со доаѓањето на Димитар Ковачевски за претседател на СДСМ, за прв пат нема никаква комуникација помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ, што јас мислам дека е огромна катастрофа за Македонија и пред се за македонскиот народ како доминација на руска инвазија, ковид, ништо. ништо, енергетска Ама криза. чекај се. Ја ова не можам баш да го прифатам. Да не мисли Димитар Ковачевски дека кога пие кафе со Сашо Мјалков, уствари со ВМРО-ДПМН и разговара. Да не го има тој став. Тоа треба не го опрашате. Затоа што се блиски, ја колку што знам подолго време. Ајде завршуваме сега, значи некаде пред локалните избори беше актуелна темата Конгрес на ВМРО, таа тема е затворена. Да, тоа е затворено. Консолидацијата во ВМРО исто е затворена. Тоа беше проект на Зоран Заев и заврши според две народни поговорки. Првата е кој на другиот гроб му копа самиот во него паѓа и втората е кога мечката игра во комшискиот двор, прашање на време кога ќе заигра во твојот двор, сега игра во дворот на СДСМ мечката. 6 месеци после локалните избори, ваш коментар за градоначалниците? Задоволен сум, повеќе од задоволен. Според мене има две крупни разлики помеѓу градоначалниците на ВМРО-ДПМН и на СДСМ. Првата е што нашите работат за 6 месеци со намалени приходи, со за 500% зголемена цена на електрична енергија, направија повеќе отколку бројни градоначалници на СДСМ за 4 години. И второ, нема ни една корупцијска афера за 6 месеци за разлика од бројните кои што на дневна основа излегуваат за СДСМ. И последно прашање од мене за вечерва е во однос Утро, Ивица. за утрово се извинувам, веќе ми се смеша Ама утрото и очигледно ти вечерта, не си спил синаѓа, Не па сум сега си спил, па се поврзал. подготвувам за подпредседател на ноки ден. партија. Мораме Ајде да- завршуваме за малку Морам за па на подпредседател на спиење, партија. да. Дали го пронајде конечно срцето и нозете Кастриот Реджепи во однос на тоа во Брисел се, во Вашингтон се? Кастриот, за жал, Не ли рече дека датум чекал, еве го втор датумски Значи, јас период. тоа што можам да кажам за Кастриот е дека него му се уништи животот. Се шета со обезбедување, вклучувајќи и внатре во собрание. Затоа што си ја предаде прво сопствената политичка партија, ги предаде луѓето кои што го гласаја, а на крај направи штета и на Македонија. Тоа што ме зачудува е што се уште обвинителството нема отворено случај, имајќи предвид дека на моја провокација во едно друго интервју тој потврди дека денот кога се гласаше недоверба на владата бил во премиерската вила, тоа се уште премиер беше Зоран Заев и дека бил чуван таму. Наводно, До точно. председателот. Точно. Браво. И од таму беа испраќани оние видеа како Ал-Каида која ќе киднапираат некого. А се уште нема одговорено како пишат два статуси на Facebook во услови кога телефонот му беше исклучен, имајќи предвид дека председателот на неговата партија Билал Касами, генералниот секретар Енит Хоџа, сопругата и едно од децата не можеа да го добијат цел ден на мобилен, отидоа и во полиција да го пријават, имајќи предвид дека му беше исклучен. Тоа што ме загрижува е што обвинителството се уште не поведе случај да испита како човекот беше киднапиран, но едно ослободено обвинителство мислам дека ќе го направи тоа после промената на власт. Морам сега за тоа што спомнавме Беса. Задоволни сте од коалицијата во Тетово? Апсолутно, било сами работи одлично. Она што е за мене многу значајно е што македонците имаат доста високи позиции во Тетово.
една работа која што Се почитува на комиот конечно во е Тетово? цивилизацијска придобивка која што Теута Рифи 8 години не сакаше да изгради било сами веќе работи, се гради капела за македонските православни гробишта во Тетово, што е апсолутно за поздравување. И она што е според мене многу значајно, човекот силно се бори со корупција. Јас бев првиот кој што ја отвори аферата за Дака Давидовиќ, познатиот српско-црногорски бизнисмен и соработник на подземјето и тајните служби кои што се со криминална позадина на Балканот и експонент на екстремното крило на Српската православна црква. Билал Касамикова дојде го поништи спорниот дуб со кој што требаше Дака Давидовиќ да добие 200.000 метри корисна површина. Слушнавме сите во разговорите кои што беа објавени дека за тоа однел пари кај Драги Рашковски во вредност од 400.000 евра, дека требало му даде уште 2 милиони евра, дека требало да даде на заев земјиште за бензиска и на извесен Азби, веројатно близок на Дуи и на Теута, уште 2 милиони евра. Гостивар исто така нема, тама веќе играно. А оваа преширока коалиција во Скопје гледаме. Добро, Скопје е добро, градоначалничката добро работи, за жал од Петри Шлегов наследи многу корупција, потрошен буџет со огромно задолжување од некаде. Скопје е задолжено, чисто вака да имаат информација граѓаните, во вредност од 150 милиони евра. Толку должи градот. И во такви услови наистина не е лесно да се функционира. Николовски, за самиот крај, во Македонија де факто има еден огромен ценовен шок, има огромна инфлација, поскапено гориво, поскапена електрична енергија, граѓаните се повеќе едноставно не можат да најдат начин како да преживеат од први до први. Во септември ќе почне школска година, за одмори веќе не се ни размислува, со туристичките агенции велат пак ништо, сега нема корона, ама нема ни пари луѓето да одат на одмор. Мислите ли дека се ова може да ви помогне во ова што сакате да го направите на 18-ти? Најмал проблем е дали нас ни помогне како мора да помогне. Треба граѓаните да си помогнат самите на себе и да помогнат на државата. Да не забораваме дека оваа влада веќе троши 6-та година власт. А министри имаат 7 година. Оливер Спасовски е министар за внатрешни работи и беше едно време и премиер од октомври 2015 година. Значи ќе влезе во 8 година. 6 години се повеќе од доволно за било кој да покаже дали знае или не знае да работи, ама 6 години се 6 изгубени години во сечи живот. Затоа ги повикувам сите масовно да излезат на 18 јуни. Еден човек повеќе на протестот, еден ден помалку власт за се самоидуи и да ја срушиме владата. Доколку ја добиеме поддршката што ја очекуваме, верувајте, веќе на 19 јуни ќе зборуваме за датум за предвремени парламентарни избори. Добро. И пак ќе се вратиме на хипотезата од претходно. Економската ситуација, задолженоста, сите параметри велат дека доколку некој сака да ја среди ситуацијата, мора земјата да даде огромни жртви и огромни жртви по својата популарност, да има непопуларни мерки. Прво, огромна штета е направена, не може тоа да се реши преку ноќ, но мислам дека во еден период од 5-6 месеци може да се стабилизира. Ние и сега нудиме мерки кои што власта не ги прифаќа, и во однос на одначувањето на тука мислам на ДДВ, и во однос на воведувањето на 8% рамен данок за данок на добивка и данок на профит, и во однос на привлекувањето на странски инвеститори и стимулирањето на домашни инвеститори, и во однос на трговијата и извозот. Бројни мерки постојат, во МРДПМ ако нешто има силен економски тим, брзо ќе се видат резултатите. Тука негде завршуваме со ова наше утринско издание, малку го прекорачивме терминот ова утро, но секогаш кој имаме интересни гости. За нијанса пресериозни утринава, нели? Па добро, знаеш сега, кога си на ниво подпредседател, малку се смируваш. Сега имаме другата недела подпредседател на СДСМ, сигурно нема нашиве штосови од Сабајле да му ги правиме. Сигурно и тогаш ќе му даде максимален простор. Може би требаше јас да ви оставам малце повеќе простор, како идеја да ги поздравам сите што не слушаат. Ние пола саат претходно си зборевме така што благодарам на поканата на вистина. Да, ти благодариме и тебе, а ние секој ден си имаме простор да се збориме, дури ние веќе досадено од зборење. Благодарам што рече. Денес е 7.6.2022 година. Ова сме должни да го кажеме.
не знам зошто, стои во закон, еве дај сменете во закон да не мора секоја сабајле на радиостаница да кажуваме кој датум е и дека јас сум главен и одговорен уредник и дека автори сме заедно јас и Ивица Боцевски, а техничката реализација е на Димитар Митровски и Горан Лазаровски. Тоа е се. Да знаат граѓаните кој датум е и кој е задолжен за ова на што го слушаат, особено ако го слушаат прв пат. Благодарам уште еднаш. Се најдобро. Чао.